Во било кое годишно време, дали е пролет, лето, зима или есен, природата, односно планините, се одлична можност да излезете во природа, да дишете чист воздух и да ги наполните градите. А верувам дека знаете дека планинарењето е најздравата физичка активност која што се одвива во природа. Имено модерните времиња прават планинарењето и пешачењето на долги стази да е нов тренд во светот кој зазема се поголем замав, но и потреба од терен за овој вид на спорт и рекреација секоја година се зголемува. За планинарењето, условите, можностите, но и што прават планинарските здруженија за унапредување на овој вид на спорт, разговараме со мојата денешен гостин. Ќе го посакам добар ден и добре дојде на Димче Костов од Планинарското друштво Трансверзалец. Како сте? Добар ден. Добро. Одлична тема за разговор денеска во студиото на програма на Градови. Јас само ќе кажам дека сепак трендот изискува и модерно мапирање, тоест топографските хартиени мапи веќе се заменуваат со дигитални мапи кои заедно со дигиталната технологија пружаат можност овој вид на надворешна активност која што рековме една од најздравите да бидат достапни и привлечни за голем број на луѓе. Сега денеска ќе ја представиме она информација која што силно одекна во јавноста. Македонија ќе добие мега планинарска трансверзала долга 2070 километри. За што станува збор? Каков проект е во прашање и што ќе добие Македонија со оваа трансверзала? Па, овој грандиозен проект, можам да го наречам, треба да добие нова голема патека која би била најголема на Балканот, а и би се броела во поголемите во Европа па и светот. Да, како што рековте, со овој проект Македонија ќе ја добие најдолгата планинарска трансверзала на Балканот, ќе се дајде пред се на мапата на долги европски и светски трансверзали, а со тоа ќе стане, што е многу значајно и примамлива дестинација за сите планинари од целиот свет кои што се љубители на трансверзалното планинарење. Што е трансверзално планинарење? Трансверзално планинарење на одредени точки од едно на друго место. Веќе гледаме мапата како ќе изгледа најголемата македонска трансверзала и практично се работи на мапирање, одбележување на местата, пределите за да може комплетно да се заокружи. Па, мислам дека треба да се обележат патеките, да се расчистат. Во проектот не сум директно вклучен. Меѓутоа имате информации, да? Информации од Планинарското друштво и од Федерацијата. Давате поддршка и ова е од големо значење и за вас како Планинарско друштво Трансверзалец. Да, секако имаат нашата поддршка. Јас морам да кажам дека, бидејќи рековте не сте директно вклучени, се тоа е во организација на повеќе ентузијасти и планинарски здруженија и благодарение на нив еве се формира ова македонска бесконечна трансверзала која што ќе донесе многу можности за уште поголем развој на македонското планинарење, но генерално и привлекување на странски туристи кои што сакаат да ги истражуваат и да уживаат во македонските убавини. Сега одиме со она што во кое што сте вие директно вклучени преку Планинарското здружение Трансверзалец. Јас како вовед ќе кажам дека Македонија е земја чии 3/4 од просторот се исполнети со планини и мораме да истакнеме и убаво знаете вие затоа што постојано сте присутни, во себе кријат бескрајно голем број на природни реткости и убавини. Така вашето Планинарско друштво Трансверзалец го иницира планинарскиот предизвик 12 врвови. За каква акција станува збор, да не објаснувам јас, кажете ми вие. Па, 12 врвови е проект замислен за да искачуваме нови врвови, не толку познати на јавноста. Истите треба исто да се маркираат и да се исчистат патеките. Тоа е предизвик планиран за секој месец да се искачи по еден врв за 12 врвови да бидат во една година.
Така, со цел искачување на 12 ново маркирани патеки и на ново пробиени врвови на територијата на Македонија. Колку сезони до сега имате реализирани? До сега имаме ова ни е 8 сезона, 70 више за нас. Одлично. Со оваа акција всушност ќе опфатите помалку познати и ретко посетувани врвови на планините низ Македонија во сите предели и области, и во рамките на овие искачувања секако сите оние кои што ќе бидат присутни како дел од групите ќе посетат и природни и културни знаменитости како што се езера, водопади, пештери, археолошки наоѓалишта и историски места. Можете ли некако да ни доловите какво е чувството кога сте на планина и кога имате можност сето ова за кое што говориме денеска лично да го почувствувате? Па да ви кажам, тоа треба да се некогаш не се опишува и со зборови, нели? Точно, да. Треба да се бидете да се таму, осети, да се види. Така, меѓутоа, главната идеја и целта на овој предизвик е пред се истражувањето и откривањето на убавините, така? Да. Добро? Значи, Но ќе истакнеме како дека што рековте, откривање на нови врвови, тука вклучување на културно-историски споменици, средби со мештаните и за помагање на развој на туризамот, на планинарењето. Да, овој потек е, мораме да истакнеме, од голема важност за планинарството во Македонија, со маркирање на новите патеки кои што ги правите нели во рамки на ова акција, им се доближуваат и македонските планини, природни богатства и убавини на љубителите на планините, но пред се богатува фондот на планинарски тури и акции. Сега она што особено сигурно ќе ги интересира и нашите гледачи, кој се може да биде дел од овие тури кои што ги реализирате во рамки еви на оваа акција, меѓутоа си имате и други нели тури кои што ги организирате низ планините во Македонија? Па како и сите треба да се психофизички подготвени и да имаат желба пред се треба да сакате, да ги сакате точно, да имаат планините, желба да сакате да се авантура, искачуваат. истражување и желба за искачување, да. Секако, иначе може да учествува секој, кажи го, што би изразил желба. Имаме отворени сте за сите љубители на планинарењето. Има врвови што сте веќе захтевни, да кажам, а некој, кажи го, и може и почетници да учествуваат. Има ли некои предел во Македонија или некој од врвовите кои што посебно ви се вам лично драги и може би да ми кажете што ви било најтешко во рамки на планинарењето, истражувањето и откривањето на убавините на Македонија? Личните искуства се најинтересни. Па да ви кажам, имам многу убави предели, не можам да издвојам, да, пошто секој си е убав на свој начин. Но останува да продолжувате во истражувањето, откривањето и нели уживањето во македонските планини. Сега она што е многу значајно планирањето во Македонија, какви услови и какви можности имаме, но предизвици и опасности. Што ни недостасува? Рековме, природни ресурси имаме многу, кои што треба максимално да ги искористиме, но што ни недостасува? Пристапност до местата, необележани патики кои што сега вие го правите. Меѓутоа, колку е заштитена и безбедноста на планинарите? Многу често планинарите знаат да кажат дека не се плашат од планината и од дивите животни, но се плашат од луѓето кои што можат да им наштетат на некаков начин. Кои се опасностите кои ве демнеат? Па, опасности има. Ама тие се... Дивократството го има во Македонија. Да. Многу често дивократците со своето оружје и со кучињата кои што ги користат во нивните походи знаат да бидат директна закана за планинарите. Да, Сте секако. се соочиле со некаква таква ситуација? Па се среќаваме со нив. Не сме имале директно некој проблем, да кажем, ама ги гледаме на терен. И сега, ако говориме за недостатоците, дали планинарењето е опасен спорт во Македонија во одредени ситуации? Па
секој спорт си има и добри и лоши Така. страни, исто и планинарењето. Ако гледаме од лошите страни, тогаш не би требало да планинариме. Можев да забележам дека имате толку желба и ентузијазам да планинарите, што некако ги тргате настрана, ги занемарувате оние негативни аспекти кои што можат нели негативно да влијат во вашите походи и се фокусирате на она што може само да ви донесе убав предизвик и убаво доживување. Па секако тука би го издвоил запознавањето на нови пријатели Така. и уживање во природните убавини. И сега исто интересно прашање е колкав е интересот на државата за поддршка, но и за унапредување на можностите и условите за планинарење во Македонија. Ја имате ли потребната поддршка? Па, како да кажам, немам, како што прашавте предходно, со кои проблеми се соочуваме. Најголемиот проблем е недостаток на планинарските домови, Така. што не е случај во соседните земји. Кај нас тие ги нема. Мислам дека тука треба да се поработи на тој план и институциите да се вклучат подиректно, да ни помогнат и на нас и да оставиме нешто добро за... Ете, таа е поддршката која што ви е потребна, секако да ги примениме искуствата од другите земји кои што се подобри, поуспешни, нели, за да може и кај нас планинарењето да го добие својот вистински, нели, израз. Која ќе биде вашата порака за сите љубители на најздравото спортување планинарењето? Едноставно да ги поканите да ви се придружат, најверојатно. Секако можат да не следат на социјалните мрежи, таму тековните активности ги објавуваме и секако може да ни се приклучат во секое време. Активностите во рамки на мегапланинарската трансферзала во Македонија течат, па очекуваме во некои наредни изданија да објавиме малку повеќе информации до каде целиот овој проект. Ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам уште многу убави и успешни планинарски доживувања за кои што ќе ни раскажувате во некое наредно ваше гостување. Ви благодарам и на вас на поканата. Ми беше задоволство.